Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска објавуваме уште еден скандал. Реконструкцијата на владата на Мицковски е само театар. Во суштина, ништо не се менува во тендер коалицијата. Новите имиња се само нова амбалажа за истото корумпирано владење, кое продолжува да произведува нови скандали, нови криминални тендери и ново разочарување за граѓаните. Газдата останува ист, Христијан Мицковски. Антикорупцијскиот тим постојано се бори и го разобличува ова криминално владење. Денеска ќе покажеме што за Мицковски значи доброто владење. Погодувате веднаш: бизнис, тендери, злоупотреби. За ресорот добро владење Мицковски го планира Димитар Димовски. А кој е всушност Димитар Димовски? Долгогодишен бизнис партнер на Мицковски во хидроцентралите. Прво Мицковски го постави до себе во влада како секретар за јавни политики, а сега го унапредува. Неговата сопруга Ефимија Димовска Мицковски ја постави во Развојната банка, институција што одлучува за кредитни линии, финансирање и енергетски проекти, иако имала фирма која е поврзана токму со енергетиката. Но освен бизнис партнер на Мицковски и дел од бизнис мрежата, Димитар Димовски е и условно осуден во случајот Топлик за продажба на државно земјиште во Сончев град во Сопиште. Бил и помеѓу обвинетите и за случајот Шпански скали, поврзан со криминалниот проект Скопје 2014. Како може лице условно осудено за злоупотреби, бизнис партнер на Мицковски, да биде задолжено за доброто владење, борба против корупција и судирни интереси? Со криминално организирана група на власт и тоа е можно. Во ниту една нормална демократска и европска земја ова не би било можно. Ова е врв на политичкиот цинизам и потврда на се она што до денес го говориме. Целата влада е ставена во функција на бизнис интересите на Мицковски и на ВМРО ОКГ. Владата е претворена во приватна фирма, партиски доел, во кој најважни се бизнис партнерите, кумовите и блиските луѓе на Мицковски. Ништо друго. Приватен круг за бизнис делки и криминални тендери. Димовски би требало да биде разрешен од позицијата во кабинетот на Мицковски, а не да биде дополнително унапреден. Кога човек, условно осуден за злоупотреби и бизнис партнер на Мицковски, се бира за доброто владење, тогаш станува јасно дека под оваа власт корупцијата се наградува. Ви благодарам.